Значи точно е дека е демократско право секој да си каже тоа што мисли. Меѓутоа, не е демократско право некој да не добие да бара информација. Значи законско право на еден советник е да бара и да добива информација. Значи има огромна разлика. Не е демократско право да бара информација, туку е законско право да ги добие и да ги бара. И се имат малку измешано термини. Сомнеш. Па нормално има сомнеш кога се кријат документите. Зошто ако се тие чисти се кријат? Кажете ми зошто 2 години се кријат. Значи немојте да мешате папи и чапи. Трета работа. Оно што го каже колегата позаду. Значи вчера ми беше речено, се што сакате кажете, ако имате некоја забелешка ќе биде вметнато под друга. На кој да му кажеме? На кој да му кажеме сега? Во моментот кажете ми на кој да му кажеме. Не треба некој да му каже ми ги нас. Точно е. Па тоа сакам председателки да ви кажам дека некој се однесува како да е дома и дека ние ќе му кажеме и ќе ни заврши работа. Не е така. Значи, навистина очекувам малку повеќе поддршка од вас. Навистина очекувам дека не може да дозволите некој да се однесува како да е дома. Заради тоа што на крајот сите проблеми, сите финансиски трошоци ги сноси општина Битола и граѓаните на општина Битола. До кога ова општина ќе плаќа камати, до кога ќе плаќа судски спорови, до кога? Значи не е она што му кажува колегата дека честно му изгледало и дека сето тоа личело дека некој сака да направи. Не, значи треба сето тоа да има документи. Дека така ќе види. Некој требало да заштити општина Битола од тие работи. Точно е, не можеме ние тоа да го направиме. Меѓутоа, тоа како можеме да учествуваме во нејзиното стопирање. Затоа ве молам не ги мешайте поимите. Законското право на совесниците е нарушено во овој совет одамна. Додека е така, ние ќе имаме проблеми, а општина Битола ќе сноси ненормални штети. Секој договор досега на Талески завршил така. Јас не памтам некој договор да завршил без штета за се. Во еден куп свет. Ако не е спорто, ценете, а куќата Мананки пред луѓе уште не е отворена, знаете? Пред 2,5 години велеше дека ќе отвори. И на крај, навистина не можам да разберам како дозволувате вака важна одлука да се носи без да го повикате онај кој сакате да го огласите. Едноставно се однесувате како да не постои. Не можам да ве разберам. Тој за жал е се уште градоначалник и има продолжен мандат. И мислам дека тој сам треба тука да се брани. Зема плата од граѓаните на општина Битола, ги има сите бенефити на градоначалник, или него го имаме само за да се слика и за да вреѓа по телевизија. За друго ништо. Благодарам.